Почитувани медиуми, почитувани граѓани, добар ден пред се. Ви благодарам што се одзвавте во вака краток што се вика позив, затоа што пресконференцијата ја закажавме некаде попладнево, а вие веќе денеска еве во 16:30 сте тука. Значи, јас сакав да дадам една моја изјава врзано со сите настани кои што излегува во медиумите овие денови, врзано со договорите кои што се во Фондот за иновативност и во договорите кои што се во Законот за финансиска помош. Пред се прво сакам да кажам дека за сите политики за развојот на економијата основа е владење на правото. И затоа јас исклучително го почитувам владењето на правото и поддржувам дека сите постапки кои што ги прави владата треба да бидат под будното око на јавноста и под будното око на медиумите. И тоа апсолутно го поддржувам и секогаш ќе стојам до последно на таа моја позиција и на тој став. Многу е важно да има и стабилна држава, но за стабилна држава е одговорен, нели, и најзаслужен премиерот со сите активности што денеска ги прави и овие денови. Јас ќе се фокусирам, значи, на конкретниот проблем. Многу медиуми има различни објави во однос на конфликт на интерес и во однос на одредени неправилности кои што тие наводно, значи, ги пронашле во делот на Фондот за иновативност. Јас повикувам да една добра идеја, значи да една добра иницијатива која што првпат во Македонија се случува, а тоа е да македонските компании бидат поддржани во рамките на иновативноста, односно малите и средни предпријатија и микропредпријатија во Фондот за иновативност и во рамките на Законот за финансиска помош. Тоа, значи, е закон кој што го донесе парламентот и кој што сега се под имплементација, да не се фрла дамка со овакви настани и да не се прави дисторзија на вниманието на јавноста од еден успешен и добар проект. Јас сите ве охрабрувам да стапите во комуникација со стопанските комори, со стопанствениците и да го снимите, односно да го детектирате и да го анализирате нивното задоволство или евентуално незадоволство од овие мерки. Првпат во државата се прават транспарентни мерки, првпат во државата се прават мерки кои што важат за сите компании во државата, без при тоа никој да договара ништо во никакви кабинети и нема потреба да се прави државна помош за никого посебно, него се прави по критериуми и процедури. Мојата лична позиција во владата беше јасна и позната. Јас првиот ден кога стапив во владата, во рамките на законскиот рок, пропишан по Законот за заштита на конкурентноста, го поднесов мојот анкетен лист. И таму прикажав транспарентно кои се моите имотни позиции, односно кој е мојот имот и собственост во компаниите. Јасно е на сите во Република Македонија и мислам дека многу транспарентно беше кажано. Воедно кажав дека секаде каде што има конфликт на интерес, јас нема да настапувам. И така и постапувам. Согласно законот беше потребно јас да се откажам од менаџерските позиции во сите компании. Тоа веднаш и го сторив. И уште повеќе направив. Тоа што не го бараше законот, јас таму каде што можеше да има најголем конфликт на интерес, а тоа беше фирмата, компанијата ЕДАСА која што се занимаваше со снабдување со електрична енергија, со оглед на тоа дека сега се носеше законот за енергетика, јас реков и покрај тоа што законот тоа не го бара, јас ја разбирам сензитивноста на јавноста и ќе пристапам кон продавање на таа компанија и сите вие знаете дека компанијата ЕДАСА транспарентно, како никогаш досега ни една компанија приватна што не се продала, јас го направив. Така да, мислам дека покажав еден чекор и разбирање за сензитивноста на јавноста. Што се однесува до законските аспекти, апсолутно немам никаква дилема дека сум ги испочитувал сите во целост. Но, од друга страна, имам разбирање за сензитивноста на јавноста, со оглед на тоа што 10 години се случуваше во оваа држава, јас решив дека нема да креирам фирми кои што нема да имаат собственик во крајна инстанца или ќе имаат собственици кои што случајно ќе се самоубиваат после, него напротив, решив дека ќе испаднам таму јасно каде што сум јас собственик. Собственичкото право е право согласно уставот на државата на Република Македонија за секој поединец, па вклучително и член на владата. Единствено не треба да се коси со законите за заштита на конкурентноста. И јас тоа сум го испочитувал во целост. Сега ќе кажам конкретно за случаите за кои што имав прилика да прочитам во јавноста, односно да слушнам во медиумите, а тоа е, значи, проблемот со Кастинвест. Да, компанијата Кастинвест е бивши металски завод Тито,
Леарница, значи еден дел од металски завод Тито, кој што беше во стечај, кој што одредена компанија Кастинвест го купи во транспарентна постапка од продажба, значи после стечај, и при тоа Брако беше поканет да се вклучи во таа компанија од една проста причина, заради тоа што Брако има своја структура на пазар во 21 држава и има од друга страна потреба за одляноци и во својот состав Брако запослува над 600 вработени и ги има сите технолошки операции во металната индустрија, освен леарница. Брако тука препозна можност да се стекне и со леарница, односно со удел во леарница, и затоа Брако откупи 40% од собственоста на Кастинвест. Во Кастинвест сум горд дека втор пат после Брако, и Брако пред 15 години беше во стечај и од фабрика во стечај, денеска е тоа еден од најголемите извозни капацитети во Република Македонија и јас на тоа сум исклучително горд. За тоа што сум се вградил и како инженер и како менаџер во таа приказка. Во Брако денеска работат над 600 вработени, а во сите мои компании, каде што сум собственик или имам дел од собственоста, никаде не сум сам собственик, има над 1000 вработени. Тие 1000 вработени има над 100 инженери од сите области. Сите тие се млади луѓе и сите тие имаат право да бидат иновативни. Јас го поставувам прашањето. Значи, индиректно, во Кастинвест, јас сум 16% собственик. Денеска имавме одбор на содружници, значи собрание на содружници, како тоа се вика, и на тоа собрание на содружници, моите партнери изнајдоа, значи, разбирање, иако не радо морам да кажам, иако морам да кажам дека не им беше право, да тие бидат заложници на моите 16%, да нивните 84% бидат заложници. Но тие најдоа разбирање за мојата позиција и затоа ќе отстапат од договорот, иако тој договор е добиен согласно сите критериуми. Кога станува збор за конфликт на интерес, јас треба да имам можност да одлучувам во тој процес. Тој процес јас не одлучував. Тој процес, да, беше креиран во владата од сите економски ресори како политика на владата. Меѓутоа, одлуката која компанија ќе добие грант беше двостепена. Прво, беа селектирани над 50 експерти од Македонија, и јас воопшто и не знам кои експерти го евалуирале мојот проект, односно проектот на Кастинвест, таму каде што јас сум собственик 16%, а второстепено, проектот го евалуираа странски експерти, кои што ги евалуираат и проектите од Светска банка, кои што се во фондот за иновативност, и мислам дека се 4 од Соединетите Американски држави и еден од Грција. Јас ниту на еден начин, ниту сум помислил, ниту сум влијаел врз одлуката дали проектот ќе биде селектиран како добар. Но јас го поставувам прашањето, дали сега од друга страна, инженерите кои што работат во таа фирма, вработените во таа фирма, треба да бидат дискриминирани? Дали тие сега треба да одиме во друга крајност, дека тие треба да не бидат иновативни, односно да не прават нови производи, заради тоа што еден мал удел во таа компанија има и вице-премиерот? Не, јас мислам дека тоа не е случај, и затоа денеска слушнав дека јавното обвинителство покренало, значи, подопрен газ, значи постапка, и јас ги охрабрувам, јас сум среќен со таа информација, ги охрабрувам до крај да го истражат случајот, бидејќи јас знам дека немам што да кријам и напротив, со гордост ова го кажувам. Истото тоа се однесува и за другите компании. Значи, една од поголемите компании во која што јас имам собственост е Брако, таму имам 40% собственост. Брако аплицираше во другиот столб, значи во првиот и вториот столб за државна помош. Таму да кажеме дека тоа е закон. Законот важи за сите во државата. Значи, таму критериумите се јасни. Во прва фаза се евалуираа условите, дали фирмите ги задоволуваат условите. И да, Брако ги задоволува условите и таа помина во прва фаза. Но и покрај тоа, повторно, нема ништо незаконско, но поради сензитивноста на јавност, поради сите овие години што ни се случуваше во државата, ние, односно собствениците на Брако, повторно најдоа разбирање и тие ќе се откажат од користењето на средствата. Но јас сега прашувам, дали 100 инженери кои што работат во Брако треба да бидат казнети? Дали тие 680 вработени треба да бидат казнети? Дали се поставува прашањето
Треба само за бракот да не важи законот, а за сите останати во државата да важи. Значи не, јас нема државата да ја доведам во таа ситуација, во овој сензитивен процес и во овој сензитивен момент пред се на државата, иако сите во собственичката структура на Брако, на Кастинвес и на другите компании се многу сигурни дека се испочитувани сите законски постапки, тие ќе отстапат за да не оставиме дамка на овој и текако добар процес кој што првпат се случува во Република Македонија. Јас лично сметам дека на некого му смета успехот на овие проекти. Му смета бројот на проекти кои што беа аплицирани. Му смета евентуалниот успех на целата оваа политика и сега сака да направи, односно да фрли дамка врз тоа. Јас немам што да кријам, напротив, исправено тука пред вас секогаш ќе стојам. Нема да креирам фирми кои што ќе имаат непознато потекло, позади кои што ќе има no-name управители и кои што после тоа ќе предизвикуваат други проблеми како што ги гледавме во минатото. Не, јас јасно и гордо ќе кажам кои се фирмите каде што имам собственост, ќе ги испочитувам сите закони за заштита на конкурентноста и при тоа тие фирми мора да се развиваат и да работат како и сите други останати фирми во Република Македонија. Јас за сега би застанал со мојата изјава тука и стојам на располагање за сите ваши прашања. Да почнеме со прашање. Јас Бојан Становски, Елса телевизија. Убедливо е, мислам да слушав, прилично убедлив бевте во говорот. Кажавте дека сте се исклучили од сите менаџерски позиции управителски, но сепак останувате дел од собствениците на дел од фирмите. Први ќе ни кажете кој е Совче Јовановска? Значи, Совче Јовановска е жената која што е шеф на кабинетот кај мене во канцеларија и таа беше една од комисијата која што го евалуираше процесот. Во моментот кога се одлучуваше за бракот, таа се иззема, бидејќи кај мене од мојот кабинет, иако не е тоа јас. Но видете, мораме на сите да знаеме зашо станува збор, што тие работеа. Тие не одлучуваа, тие споредуваа факти. Значи, компаниите кои што ги задоволуваат условите да бидат, значи, добитници на финансиска помош, односно на помош за финансиска помош за индустријски раст, како што ја викаме, се компании кои што треба да исполнуваат неколку критериуми. Првиот критериум е да имаат раст на приходот во 17-та година во споредба со просекот од претходните 3 години. Понатаму, тоа се компании кои што треба да имаат ненамалување на бројот на вработени во 17-та година во споредба со претходните 3 години. И тоа се компании кои што не треба да бидат од листата на компании кои што не се квалификувани, а тоа се тие што користат концесии, што имаат лиценци, што се од финансискиот сектор и сега да не го цитирам законот. Значи, они имаа задача да го проверат тоа. Значи, они проверуваа факти согласно изводите од Централен регистар. Они не одлучуваа и они не доделија државна помош, него они само направија селекција кои компании ги задоволуваат критериумите да користат државна помош. Јас ве охрабрувам, вие земете го сега законот, прочитајте го и ќе видите дека сега во следна фаза, од како овие компании ќе добијат договори, тие треба да поднесат пресметки. Значи, треба да поднесат пресметки за колкави средства побаруваат согласно законот. Тоа ќе го прави комисија во Агенцијата за странски инвестиции. И тука нема да има влијание никој друг, освен нормално владата ќе има контролна улога, бидејќи на крај треба да ги додели тие средства. Тука, јас ви најавувам, дека ми информираа, пошто јас ги повикав собствениците на сите компании каде што јас имам удели, без разлика што се тие малцински, да имаат разбирање, они тоа не мора да ме послушаат, значи може и нема, пошто имаат доминантно право на управување и на одлучување. Значи, јас ги замолив да тие се откажат и нема да поднесат апликација за побарување на средства. Меѓутоа, дали е тоа лошо да се ја знае дека таа компанија ги исполнува критериумите, а ги исполнува. Ги исполнуваат и други компании. Видете, ние треба со гордост да кажеме кои се тие македонски компании кои што се добри. Кои се тие македонски компании кои што може да ја движат економијата? Дали сакате да го извртиме повторно светот? Дали сакате да направиме виртуелна економија и виртуелни компании? Дали сакате политичарите од што се приморани да се кријат позади виртуелни офшор компании и да имаат управители тука кои што се без никакво име и презиме и кои што после ќе ги доведат во една ситуација како што можевме да видиме, не сакам да споминјам имиња повторно. Ете тоа е, значи, ваш конкретниот одговор на тоа што вие го прашавте. Сепак Совче Јовановска е председател на комисијата за еволуција. Тука
месеци пишува дека и фирмата Кастинвест и Брако, двете ќе се откажат од евентуално земање државна помош? Значи, ќе го пратите процесот, ќе видите, да, ќе се откаже Брако, значи од земање на државна помош, и ќе ги видите сите следни чекори кои што ќе настанат. Значи, апсолутно не сакам да фрлам дамка на овој чист процес. Не сакам да фрлам никаква дамка прво на чистата политика и на добрата намера. Дали сакате да се вратиме на ситуацијата во која што вие нема ни да ги разберете договорите, дека ќе бидат класифицирани информации кои што ќе бидат договарани во кабинети и за вас непристапни? Дали сакате таа ситуација е подобра него оваа? Не, јас сум убеден дека оваа ситуација е подобра и јас до крај ќе стојам на таа ситуација и до крај ќе се залагам за владење на правото во државата, бидејќи владењето на правото е основа за бизнисот. Но владење на правото во сите аспекти. Значи не смее да има привилегирани, ама не смее да има ни дискриминирани. Да, се разбира. И тоа е транспарентен како што гледате. Има ли сега конфликт на интереси со начинот на еволуација на фирми? Може би сега да речеме, оштелувавте тежок збор, ама може би се пригревили законот за да биде вака да излезе на крај дел од фирмите кои аплицираат за државна помош? Значи, многу ми е драго што го поставивте ова прашање и мислам дека сега тука треба да даеме многу прецизен одговор. Критериумите во законот не ги напише еден човек, а најмалце јас. Критериумите во законот беа на јавна расправа пред се во сите стопански комори. Во нивното градење учествуваа сите економски сектори на владата, учествуваа советниците од кабинетот на премиерот Узунов и Бесими, учествуваа сите финансиски институции, вклучително и невладините организации, учествуваа и сите финансиски институции од странство, као ЕБРД, Светска банка со своји забелешки, а тие критериуми беа направени врз база на студијата на Светска банка, врз база на студијата на Македонската академија на науки, врз база на студијата на Виенскиот институт и врз база на студиите од стопанските комори. Критериумите не ги измисли еден човек, а најмалце јас. Критериумите беа градени во еден транспарентен процес од 6 месеца. Јас уште еднаш ве замолувам, немојте да фрлате дамка на еден позитивен процес. Но од друга страна, пак ќе кажам, владењето на правото е круцијално. Тоа значи дека не смее да има привилегирани, ама тоа исто така значи дека не смее да има ни дискриминирани. За да не бидат дискриминирани вашите партнери, дали планирате да ги продадете вашите удели во фирми? Значи, таму каде што е мојот основен капитал, тоа е значи компанијата Феро Инвест, која што е мајка на повеќето компании и на Браков, вклучително Феро Инвест е мајка, јас нема да ги продадам уделите, бидејќи тоа е мојот живот. Тоа е мојата кариера, која што сум ја градел 30 години. Но, таму каде што сум максимално малцински собственик, као на пример во компанијата Кастинвест, за да моите партнери ги ослободам од баластот што го носат, значи бидејќи јас дефинитивно одлучив дека моите компании ќе се повлечат од овој процес. Иако тоа нема никаква врска со законот и со конфликт на интереси. Тоа го правам само за да не фрлам дамка на оваа политика и само за да не фрлам дамка на овој итекако транспарентен процес. И тоа го правам пред се разбирајќи ја сензитивноста на граѓаните, заради тоа што сите ние поминавме еден тежок период. И јас тоа го разбирам. Јас имам разбирање за таа работа. Иако тоа нема никаква врска со законот. Така да, значи, конкретно да ви одговорам, таму каде што сум малцински, значи, собственик, да, се размислува да ги отстапам моите, односно продадам моите удели, за да ги ослободам фирмите од мојот баласт. А таму каде што ми е доминантниот капитал, Феро Инвест, Брако, Електрани, таму не, но тие нема да учествуваат во доделување на државната помош. Односно ќе се откажат од истата. Само што напрашаме дали во меѓувреме некој од овие фирми кои што имате собствено. А веќе, само извинете да ви одговорам попрецизно, а Касти Инвест веќе ви преиспрати соопштение дека се откажува од фондот за иновативност. Значи, бидејќи јас во моментот кога тоа се одлучувало, да, сум таму 16% собственик и држејќи го принципот што ви го кажав, ќе се откаже, значи, од тој договор, нема, значи, да ги земе средствата. Јас сакам уште една дезинформација да демантирам тука, а тоа е дека на некои медиуми одеше информација веќе легна, парите ги зема, и тоа не е точно.
тие пари, односно ако вие го пратите, значи принципот како фондот за иновативност работи, вие треба да инвестирате сопствени средства 70% и да добиете 30% грант. Видете, тоа е единствената леарница во Република Македонија. Тоа е леарница која што беше од социјализмот и која што беше многу години во стечај. Ако мене ме прашате, тоа е еден исклучително добар проект, како што и Брако пред 15 години беше во стечај. Како што е денеска фабрика за покажување, јас се гордеам со тоа, како што еден ден ќе се гордеат и со леарница. И тоа е добро за сите. Денеска работат стотина вработени таму, а таа приказка и тој потенцијал ќе расте. Јас ве повикувам сите, и медиуми, и граѓани, и кои има интерес, додите да го видите тоа, да видите слики како изгледало пред година и пол, како изгледа денеска фабриката. Меѓутоа, дали е праведно да сите можат да добијат помош, а да тие не можат да добијат помош? Таму, еве сега најавувам, најверојатно, иако сега ќе се откажа, значи повторно да кажам, од фондот за иновативност, за да нема никаква дамка, но јас ќе ги отстапам моите 16%, односно ќе ги продадам, за да го симнам баластот на моето присуство на останатите партнери. Нема потреба јас да ги држам во заложништво 84% партнери, заради тоа што сум ја вице-премиер во владата. Да, јас ќе останам тоа, ќе ги истерам овие политики до крај, бидејќи верувам во владата, верувам во политиките, ама истовремено ќе ги ослободам партнерите од мојот баласт. Дали имаат можеби аплицирано уште на некој повик? Не, немаат аплицирано, значи сите апликации се Кастинвест има аплицирано во фондот за иновативност и Брако и Кастинвест имаат аплицирано во законот за финансиска поддршка, односно за првиот и вториот столб, како што веќе реков, при тоа значи Брако ќе се откаже. Има повици во јавноста и за ваша морална одговорност за сите овие скандали, бидејќи факт е дека по реакциите во јавноста фирмите се повлекуваат. Па, фирмите се повлекуваат не поради тоа што има било каква морална одговорност и било каква уште помалце законска причина за тоа. Фирмите се повлекуваат имајќи ја во предвид сензитивноста на јавноста, за која што јас имам разбирање. Јас не чувствувам никаква морална одговорност, напротив, чувствувам една огромна гордост што од фирми во стечај правам фирми кои што се успешни на македонскиот пазар. И мислам дека тоа треба да биде пример за многу млади генерации како тоа се прави. И мислам дека тоа треба да биде и предмет на анализа на вас новинарите, да дојдете, да ги посетите компаниите, да ги видите и тогаш мислам дека и вие ќе имате појасна слика и представа за што да зборуваме.